оваа година сме 11 поред, значи Смоквијада 2017. Организацијски се вративме на старото место кое што бевме минатите години. 2 години имавме пауза, го правевме тоа на градскиот плоштад. Оваа година се вративме на традиционално приготвување пред публиката, да видат како и на кој начин се подготвува сладкото од смокви. Публиката на лице место гласа, значи го пробува сладкото од секој надпреварувач и тамо на местото за гласање остава ливче со број кое сладко најмногу се допаѓа. На крајот на манифестацијата ќе биде прогласен победникот за најдоброто сладко за 2017 година, кој што ќе биде традиционално истакнато на местото во кај што е за најдобро сладко за годината. Гевглиските смокви се најсладки смокви поради поднебието и големиот број на сончеви денови. Значи смоквата е растение кое не бара многу влага. Значи бара сушни периоди во кои што во моментот кога зрее плодот. Во тоа зреење тој собира големо количество на шеќер и затоа е карактеристично поради високата содржина на шеќер. И сладкото има поспецифичен вкус од останатите предели во околината кај што се вари сладкото од смокви. Традиционален начин на приготвување, се обаруваат смоквите во вар претходно. Има некои кои што ги лупаат, некои што е лушпа и тој специфичен, карактеристичен вкус без адитиви, без никакви додатоци, значи најприроден начин, само шеќер и вода и подготовката е најдобра. I know